Речиси неполни 30 на години ја крстара Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Маријово. Сум бил и во Кавадаречкиот, и во Битолскиот, и во Пилепскиот дел на Маријово. Во Пилепскиот дел на Маријово ми останаа уште селата Гуѓаково и Полчиште и за нив да направам документарен запис. Меѓу овие преостанати 2 прилепско-маријовски села се одлучив за селото Полчиште. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селово Полчиште? Одлуката падна, така да речам, на прославата на патрониот празник на селото Бешиште, поточно речено во поранешното село Сатока, кај народот попозната како Летна Света Петка, која секоја година се празнува во ова некогашно село, каде што од ова село остана само манастирот Света Петка, каде што ме поканија Петре Чешелковски, Чешелот, неговиот роднина Трајко Мицевски, заедно со неколкумина мештани од селото Полчиште, дојдени нагости кај мештаните од селото Бешиште. Зоране, дали може да те прашаме нешто? Во хор ме прашаа неколкумината мештани кои беа од селото Полчиште, дојдени нагости кај мештаните од селото Бешиште, меѓу кои Петре Чешелковски Чешелот и неговиот роднина Трајко Мицевски. Прашајте, како не може да ме прашате, им одговорив. Те видовме овде во Бешишкиот манастир, па си рековме ние меѓу нас, ајде го поканиме Зорана да дојде и на нашата слава на манастирот Пантелеј. Близу е него. Го гледаш она мало црквиче горе на Ридон, на Скркана, ми велеа. Како не го гледам, им одговорив. Овде, во овој манастир денеска, од кога домаќините ќе го дадат ручекот, празнувањето не завршува тука. Туку продолжува горе на Ридон, на кој се наоѓа манастирон, кој ние си го викаме Пантелеј, така нагалено, ние си го викаме од памтивека Маријовци нашиот светец Пантелеймон. Сиот народ ќе биде таму, да дојдеш и ти таму, да направиш некое кадро и нас полчиштани да не видат што народ сме, да видат сите како манастир имаме, ми велеа. Може, како не може, им одговорив. Откако неколкумината полчиштани не испратија со вообичаениот маријовски дијалект, со среќа пато да ви врви, а на моите пријатели и нивни соселани Митри Грнчевски Грнчето и Тренчо Димитриовски на шега им довикнаа. Ви го предаваме Зорана во ваши раце, ама пред да си скачите на Пантеле, за да ја видите сета панорама на сето Маријово и она Битолсконо и ова нашево Пилепсково, појдете до село, направите и оттаму некое кадро, секаде да застанете. Се да снимите, се да забележите, да види светот дека нашево Полчиште не е пуста пустелија, туку рај на земјава, онака како што Господ го создал, таму ќе се најдеме, таму ќе ве чекаме на срцелото. Речено сторено, како што вели народот. Тргнавме кон манастирот Свети Пантелеймон, како што маријовци отсекогаш си го нарекуваат Пантеле. Кон селото Полчиште, поминувајќи низ затарот на поранешното село Сатока, низ затарот на селото Бешиште и по поминати неколку километри низ Бешишко-Полчишката висоравнина, движејќи се по дел од макадамското маријовско француско џаде, по маријовско францускиот макадам, кој макадам го направиле француските војски за потребите на фронтот, како што од пред 100 и кусур години го нарекуваат маријовци ова џаде и по поминати 5-6 километри застанавме на една така да речем крсточница, каде што не пресретнаа неколку сообраќајни знаци, направени од стара борова иверка, со написи со извледени букви, на кои пишуваше Полчиште лево и Пантеле десно,
го продолживме патот кон Полчиште и по речиси сад време лагана вожна, како што знаат да кажат мариовци, и по поминати уште 5-6 километри по макадамското мариовско-француско џаде, по мариовско-францускиот макадам, дојдовме на самиот влез на ова живописно мариовско село, каде што застанавме малку за да се насладиме од колоритата убавина која му ја подарила природата и на ова населено место. Почитувани мои, додека со поглед го посматрав хоризонтот кој ме окружуваше, се присетив на делови од запишаните реченици на еден од најголемите македонски литерати, писатели, романсиери, раскажувачи, мариовецот Стале Попов, во неговиот роман Крпен живот, каде што ќе се обидам на негов раскажувачки стил да ви ги прочитам и вие да ги чуете. Иако е село, оддалеку личи на град. Куќите на ова село, како по сите села по Мариовско, од камен со зидани, со едно деление, немалте рисани однатре. Куќите му се покриени со плочи, правени од перета сулчанецот. Двориштата се изградени со камени џидишта, а затоа селото има и пациња и сокаци, криви, прави, какви такви, ама сагмам пациња и сокаци. Почитувани мои, дали денешното село Полчиште наликува на описот на Стале Попов, кој го дал за многуте мариовски села во романот Крпен живот, кој започнал да го пишува во далечната 1935 година, а го завршил во 1948 година, а објавен во 1953-54 година, предлагам од денешниот изглед на ова село, дел од неговата панорама, да ја проследите во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, да бидам искрен и пред себе, а и пред вас, од гледката што ја видов, од хоризонтот што ме окружуваше, не можев да се изначудам. Прекрасна, колоритна убавина. Вистинска питомина. Вистинска дивина. Речиси недопрена природа. Човек да се наслади од тоа што го создала природата, но и да тагува од она што денеска е останато од сегашното село Полчиште. Зоране, ова е селото Полчиште. На прв поглед сакаме да ни кажеш како ти изгледа. Нарно или на лошо, на шега ми велеа моите пријатели Митри Грнчевски Грнчето и Тренчо Димитриевски. Како да речам и сам не знам. Ако речам дека е убаво, или е заборавено или не од Господ, може би ќе сгрешам и јас на шега им одговорив. Туку ајде малку да прошетаме, заедно да го видиме поодблизу, да се видиме со мештаниве, па подосна ќе ви одговорам како ми изгледа ова живописно мариовско село, им реков. Добро, арно, ама ако си достоиш на зборот, подосна да ни кажеш како ти изгледа селово. Пак на шега ме праша. И си ја започнавме нашата неколку часовна прошетка. Јас сум Петре Чешелковски, крстен на дедо ми Петре. Мајка ми Велика и татко ми Ристо, кој што негде 57-58 година, поради тешките услови кои што биле овде, и тогаш беше еден период на миграција, заминаа во Прилеп и се преселихме во Прилеп и почнавме нов живот таму во Прилеп. Јас сум роден 1949 година
прво и второ оделение имам учено овде во Полчиште. И да ви кажам, тогаш во оделението бевме негде околу 30-40 ученици. Меѓутоа, како времето поминуваше, така се помалце и помалце, сите бараја подобар живот, се иселува од селото и еве ден денеска многу малци има, ако има 5-16 луѓе и 4-5 булуци овци, кои што, ете тие што се занимаваат со сточарство и произведуваат млеко, прават сирење и така натака, меѓутоа нивниот живот е многу тежок. И поради тие причини, прашање кога на време, кога и тие ќе го напуштат селото, така да ќе остане како повеќе село овде во Мариовскиот крај, скоро напуштени, без жители. Јас да ви кажам, носталгија голема имам, кој ќе со Прилеп, одма ми сиди овде во Полчиште. Ако треба преку ноќ, и се му вика, ајде одиме, не бре, жената вика, имам во куќа да расчистам сето тоа. Други веќе, ќе одиме, аха, кој ќе дојде, не идам. И ќе дојдам, јас ќе си седам јадење за 3-4-5 дена, ама ќе седам 2 дена и третиот ден. Нема за кого ни муабе да направиш ни ништо. На времето, се сеќавам јас, имаше многу народ, да не речем може 700 куќи, и овде во пред домот и внатре во домот се правеа ора свечености за време на Великден, 1 мај, Спасовден, за водици се собираме секој година Пантелемон и така. И така да, на овие празници, посебно Водици, Пантелемон и Спасовден, се собираат во црквата овде. Мислам за Водици и Спасовден во црквата, има домаќин, се избира секојаш домаќин и тој ги чека сите гости заедно со одборот од црквата, каде што се, прославува, се собираат може негде над 200 мислам гости, али сите се тие скоро иселени од Прилеп и кој ќе дојде тука ќе се видиме сите. Сега има иселени во Битола, во Кавадарци, Прилеп претежно, меѓутоа има и многу во странство луѓе, така да кој ќе се собериме на тие празници, ќе се видиме со сите, ќе се подсетиме за времето како било, што било, ќе ги вратиме спомените назад. Само да ви кажам какви ора овде се вртеа пред домом од дворот и внатре во домот, а сега за жал тој домот е запустен, нема народ и сето е оставено на природата. Кој ќе пашатате на овие селски патчиња и сакачиња, кој ќе видите, така да речем, куќата на Митревци е падната, плевната падната, трлото е празно, нема овци, нема јагнина. Ти плаче душата или ти се радува, поднавод кажано? Да ви кажам, искрено, многу ми е жал што така се распаѓа селово и оставено како на времето нема никои селени се тука и куќите, чим нема никои да ги одржуваат, тие се распаѓаат. Меѓутоа, како не ми е жал? Еве, ние имавме куќа, мислам ова кај што сме сега овде, не беше наша куќа, ја купивме пред 25 години. Имавме куќа, ја продававме на еден војко, тој сисери после во Битола, ја турнал за граѓата да ја земе и ќе дојдеме со татко ми, Бог да опрости, беше жив, тогаш со брат ми, зет ми, сестра ми, женава, ќе дојдеме тука, прошете и оди си, нема кај да се завртеш. И решивме да купиме куќа. Ова куќа што купивме,
војна моја со Трајче братуче. Дојдовме тука, правиме муабет, викам ако ја продавате куќата, сме се интересирани да ја купиме. И еден ден идат во Прилеп, братуче вели, ние ќе се селиме Кавалаци, куќата ја продаваме. Ајде мама или нека, ние сме за да ја купиме куќата. Почитувани мои, пред да се опатиме кон Пантеле, да им се придружиме на мештаните од село Полчиште за празнувањето на нивниот патрон Свети Пантелеймон, ќе се обидам дел од моите досегашни сознанија од неполекливата драгоцена слика за селото Полчиште низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи со надеж дека меѓу помладите пораѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаења за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Селото Полчиште се наоѓа во Прилепскиот дел на областа Мариово, во јужниот дел на општината Прилеп. Се распостила во Рицко-планинскиот дел на Големо или Старо Мариово, од десната страна на Црна река. Полчиште е планинско село расположено на надморска височина од 910 метри. Сместено е во долот на Полчишката река, левата притока на река Бутурица, помеѓу височините Скрка со врвот Панделе, кој се извива кон небеските височини на 1344 метри од југозапад, Гарван на 1265 метри од југоисток и познатиот пребој Трибор на 1442 метри на исток. Според ваквата местоположба, селото Полчиште се наоѓа токму во средината помеѓу мариовските села Бешиште, веднаш на запад, Градешница и Старавина на југ, Витолиште на север и раселеното село Мелница, кај познатиот манастир Свети Илија на северозапад. Тоа е навистина пасивизиран крај, запоставен, на многу лоша состојба. Ама се наоѓаме на село кај што, например, мене што ми доаѓа на памет, кај што сум нашол нешто од многу една повисоко ниво на култура. Еве, например, вака, ќе ги повикам институциите. Од филолошки аспект и од музејски аспект. Има тука во црквата, во рамките на црквата, еден споменик, писмен споменик, еден крст, надгробен споменик, дислоциран од гробот на покојникот, изборува за 19 век. На него пишува така отприлика, сега ќе се обидам да го цитирам. Тука почива Степан Стојков, убит во Прилеп 1873 година. И содржината е и така, чуваните тука жителите што биле можеби ја знаат, меѓутоа што ме фасцинираше што на споменикот имате да видите краснопис, еден филолошки споменик, писмен споменик, кој што е многу значаен за филологијата, можеби за Институтот за македонски јазик, можеби од музејски аспект натаму. Првпат селото Полчиште во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот
се спомнува во мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Полчиште припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многувековен бисер Свети Димитрија, меѓу народот попознат како Чебренскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1335 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така за манастирот Свети Димитрија, меѓу народот попознат како Чебренскиот манастир. Мисля дека Мариово е едно село. Тоа не е едно село, тоа е цела област. Ако се имало предвид Битолскиот дел на Мариово, Прилепскиот дел на Мариово, Кавадарскиот дел на Мариово, тоа е една огромна област. Огромна област со природни богатства, шуми. Али како што реков, е пасивизиран целиот крај целата област, на жалост. И тешко дека ќе се ревитализира. Единствената врска овде е асфалтниот пат Прилеп до Витолиште. Друга нема, другото е Свето Макадам или они шумски патишта. Најстариот запис во кој се споменува селото под името Полчишта потекнува од втората половина на 15 век, односно турските пописки дефтери од 1476-77 година, кога во селото живееле 17 семејства, во 1481-82 година биле попишани 25 домаќинства, за потоа да бележат пораст на 58 домови во 1519 година, а потоа да опаѓа на 35 домаќинства во 1528-29 година и намалување на само 7 семејства во 1544-1544-45 година. Во овој период Полчиште спаѓа во нахијата Мориово во Прилепската каза. Во овој средновековен период постоело и селото Костеново, кое што според сочуваното народно предание се наоѓало јужно од Полчиште кај местото Костеник. Во својот запис објавен во Цариградски вестник под наслов «Споменик за селата називаеми Мориово Прилепско», статистичко описание на 21 ноември 1859 година за селата во Мариово, македонскиот просветител Јордан Хаджи Константинов Джинот за селото Полчиште запишал дека има 55 куќи и една стара црква. Според статистиката на Васил Канчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, Полчиште имало 696 жители христијани. Според податоците на секретарот на екзархијата, Димитар Мишев, кој ги водел за Македонија и нејзиното население, во 1905 година во Полчиште имало 800 жители, а според Георги Трајчев, Полчиште имало 90 куќи со 690 жители, сите христијани.
Anto, doktori i Blagani Žebrac. Od svoje familije se ovo Polčište? Lazovci. Od Lazovci. Ovo se da mi kažeš, što je simbolo Nova Torbička ovdje što imaš? To je Marijovo od kajvaki torbije se nose od ova preko spomena od Marijovo i redovno mu nosam za slaviti koje. Gorevo ti nosam pariti. Ti se radovali duže do što ime ova večer na zaslovom gdje gi preo pričekate goste i jutre isto ovočeho poslovnička molitva gdje se praznova prazne Gospod Sveti Pantelemon. Da, i uvijek ima molitva. To se kijeme godišnjo za Pantelemon negdje od 400 baš 350. Neka je deno za godini da se vidi bez ovo dobro. Во 19. век Полчиште било село во Прилепската каза, Мариовската нахија на Османлиската империја. Во етнографијата на вилаетите Андрионопол, монастири Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година, во која има статистички податоци за машкото население од ова село, Полчиште е посочено како село со 80 домаќинства и 317 жители христијани. Научните предпоставки сметаат дека селото Полчиште од секогаш па се до ден денес во целост е населено исклучиво со македонци од православна христијанска вероисповест. Поради оддалеченоста и непристапноста на целиот Мариовски крај, речиси сите родови во селото се староседелски или пак потекнуваат од предци кои повремено се преселувале во разните околни Мариовски села, како Бешиште, Витолиште, од раселените села Мелница, Сатока, Отчаниште и од други села. Семејни родови и семејства кои живеат и потекнуваат од Полчиште се Колонџовци, Чуруковци, Митковци, Црниколевци, Ракиџовци, Севдиковци, Салиловци, Бешовци, Јовчевци, Ѓуровци, Шаовци, Трајковци, Јолевци и други. Селидба е почета негде 55-6 година, околу 57-58 па и 60-та година почнува масовно веќе и во наредните неколку години масовно да се иселуваат луѓето. И така кој како ќе се иселеше, се ја напушташе куќата, своето огниште го напушташе и беше сето тоа оставено на милост и немилост овде во селото. Ватарот на селото Полчиште има голем број места на кои се забележуваат траги од стари населби од различни времења и тоа археолошките локалитети во селото кој представува икус со храм и некропола од раната антика, Јолева ограда, населба и топилница од доцно античко време, Тамбурџиева нива, населба од римско време и Свети Пантеле, кастел од раноантичко време. И сакам и да повикам нешто друго. Овдека Мариово е во центарот на една развиена култура во некои периоди. И некој ќе речи дека е настрана, како да кажам, на периферија на некоја држава, дали е Македонија или друга. Тоа е всушност во центарот на култура во еден постар период. Во центарот на една развиена култура во тој некој вика еленистички период, ран антик и така натаму, значи Мариово е во тој центар. И сега ако ќе кажеме за поставен крај, како се вика, изолиран крај, мене малку ми пречи. Во турскиот период, горе-долу, како што било турската култура, империјата каква наметнала култура, така сме живееле. Меѓутоа, во тие претходните периоди, па и подосна, овдека било во центарот на една развиена култура. И тука сега наоѓаме експонати со високо значење, и културно, и уметничко, и сега.
Ние за жал го гледаме тоа како ете изолирано, зад планините, прилепе далеку, Битола е далеку, изолирано и таму живееле некои. Втората половина на 16 век за Полчиште е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето по задушувањето на првата Прилепска Мариовска буна. Познато е преданието дека во атарот на селото Полчиште некогаш имало 8 цркви и голем број остатоци од разни селишта на кои им се познати и имињата како Дрен, Костеник, Крлигово, Елешац и други. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на претходно разорнатата главна селска црква Вознесение Христово и манастирската црква Свети Пантелеймон, кој се распостила на големо плато на врвот Пантеле, каде што пред неколку илјади години ова плато било утврден кастел кој се протегал по целиот негов враб од далечен од Полчиште околу 1500 метри во местото на самиот врв на гребенот Скрка на надморска височина од 1344 метри во 1830 година од страна на Коле Папаров, претежно дрвена градба, а таков останал се до 1938 година, кога под раководство на Тодија Рошков и со помош од луѓето од околните села се изградува новата црковна градба со скромни димензии од тврда градба, од каде што и денеска од ова место овозможува гледка на цело Мариово како на дланка. Се соочувам се една фрапантна работа. Влегувам од црквите низ Мариово и забележувам дека има цркви со некаде пораскошна, понераскошна архитектура, меѓутоа внатре со една раскошна уметничка ситуација. Живописани комплетно, море столбови, море греди, море живопис, море, како да кажам, Библијата раскажана преку слика. Тука доаѓале врвни уметници од Гари, од Галичник, од може од линотопи таму од егејскиот дел. Тоа е нешто фрапантно. Некош малку да не звучи малку, како да кажам, арогантно, се соочувам со ситуации во поразвиени места, црквите се архитектура има, живопис нема. Во периодот од 1952 до 1955 година Полчиште припаѓало на тогашната општина Витолиште, каде што покрај селото Полчиште се наоѓале и селата Бешиште, Витолиште, Врбско, Живово и Манастир. Во периодот од 1955 до 1965 година Полчиште е дел од општината Мариово со селиште во село Манастир, а од 1964 до 1996 година повторно е под општина Прилеп, а од 1996 до 2004 година во општина Витолиште, а од 2004 до денес во општина Прилеп. Според пописот од 1948 година во Полчиште живееле 835 жители, во 1953 година 914, во 1961 година 824 жители, во 1971 година 479 жители, во 1981 година 193 селани, додека пак во 1991 64 жители, а според пописот од 2002 година 31 селанец. Во подалечното минато, мештаните од Полчиште учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период.
тука се кријат уште многу други работи. Мене ми е мерак тука што сум во селото на почетоците на одметничката дејност на мојот соселенец, кој што потекна од Крушевица, Толе Паша, кој што тука, бегајќи од власта турска во Крушевица, каде што се судрил, доаѓа во тука во Полчиште, имало некој добар искусен одметник во тоа време, го викале Јован Мачникот, и кај него се засолнува прво. И од него го учи занаетот, па така сега имаме на легендарна личност за овој простор, за Мариово, па и пошироко, па и за Македонија. Него сега ги имаме и во музеот на македонската традиционна борба на почетокот на овој одметничкиот, ајдутскиот период. Во 1899 година во селото Полциште бил формиран првиот областен комитет на ТМРО со Трајко Бешор како началник и познатиот Крстеј Гермов Шачир како секретар. За време на Народно-ослободителната војна, многу младинци од селото заминале во партизани, а својот живот за слободата на Македонија го положиле Спасија Шаоска, Дано Јолевски и Ристе Трајковски, во чија чест е подигнат и споменик кај силските гробишта на влезот од селото. Почитувани мои, до тука, до некаде, ви преносов дел од многуте мои досегашни сознанија, што претходно ви ги напоменав за селото Полчиште, а одговорот што им го должам на прашањето што ми го поставија моите пријатели Митри Грчевски Грчето и Тренчо Димитриевски, како ми изгледа на прв поглед селото Полчиште и делот празнувањето на мештаните од селото Полциште, на нивниот патрон и заштитник на нивното родно село, манастирот Свети Пантелеймон, меѓу Мариовци попознат како Пантеле, ќе дознаете во наредното продолжение на овој документарен запис.